Република Македонија во текот на 2016 година, од 1 јануари до денеска е 1 декември, останува уште еден месец, до крајот на оваа година се регистрирани 37 нови случаи со ХИВ инфекција. Очекуваме да ова биде втор највисок регистриран број на лица со ХИВ инфекција во Република Македонија од нејзиното бележење, односно од првиот случај регистриран со ХИВ инфекција во Република Македонија во 1987 година до денес. 37 лица до 1 декември, ќе видиме како ќе се заврши до крајот на годинава, е втор по бројот на регистрирани случаи со ХИВ инфекција. Пикот е достигнат не 2014 година, кога имаме регистрирано 45 случаи со ХИВ инфекција во Република Македонија. Во следната, минатата, 2015 година, се регистрирани 32 случаи, а ние само во оној период кога зборувавме, кога имавме прилика со вас да се сретнеме на презентација за меѓугранична комуникација, соработка со други земји во околината, регистриравме некаде 30, денес гледаме 37 случаи со ХИВ инфекција. Бројот на случаи последниве години флуктуира над 30 случаи, а тоа се највисоки нивои кои што се регистрирани во претходните години. Вкупниот број на лица со ХИВ инфекција во Република Македонија достигна 312. Ово го кажувам као податок, имајќи предвид да од првиот случај на ХИВ инфекција во Република Македонија 1987 година, за првите 100 случаи регистрирани со ХИВ инфекција биле потребни некаде околу 20 години. За вторите случаи, 100 случаи, од 101 до 200 случаи биле потребни само 7 години. Но од 200 до 300 случаи биле потребни само 2,5 години. Гледате една тенденција на пораст на бројот на заболени лица со ХИВ инфекција. За разлика од минатото, кога стануваше збор за една состојба која без исклучок завршувала со фатален исход, денеска во ерата на ова висока активна антиретровирусна терапија, со откривањето на нови механизми, со откривањето на нови таргети за дејство на ова високоактивна антиретровирусна терапија, се постигнува она што бележиме на глобално ниво, односно намалување на тешките манифестни форми на ХИВ инфекција и второ, намалување на смртност. До денеска, во текот на оваа година, веројатно и тој податок ќе интересира, се регистрирани 2 фатални случаи од овие 37, но мора да кажеме дека станува збор исклучиво и во двата случаи за лица кои се регистрирани во напредната задоцнета форма на болест, во кој што отпочнувањето на антиретровирусниот третман, а за остварување на стабилна одржливост со која што се мери ефикасност на антиретровирусната терапија, потребен е подолг временски период, некаде вообичаено 6 до 7 месеци, па и до 9 месеци, но генерално се проценува на година дена, затоа што има мала бројка на некои кои што ефикасноста дури тогаш во целост го изрази својот израз, односно до тогаш може да постои така наречен субоптимален ефект на спроведениот третман. Гледате, станува збор за лица кои што кратко време по приемот на клиниката, кратко време по поставувањето на основната дијагноза на болеста и по отпочнувањето на соодветен третман, а соодветен третман можам да кажам дека од 2016 отпочнуваме со најнови генерации на лекови, вклучително и оние кои што влијаат на дел од овој патогенетски циклус на ниво кој што моментално представува пресвртница на глобално ниво во однос на изборот на антиретровирусна терапија, кој што се со најголема потентност, најголема мощност во остварување на ефектите, гледате сепак завршува со фатален исход. И на третманот, и на антимикробната терапија, на антиретровирусната терапија е потребно време за да оствари својата цел. Од тука се апелира на навремено, брзо тестирање, односно дури и кај оние кои што немаат причина за истото, доволна причина е сознанието дека постои ефикасна антиретровирусна терапија, доволно е сознанието дека никој не е имун на ваквото заболување, постојат одредени, велиме, супресори или елитни супресори, зборуваме за различни форми на лица кои успешно реагираат на постојањето на вирусот. Дали може конкретно, дали овие 27 милиони денари кои колку што изнесува буџетот за ХИВ-СИДА ќе бидат доволни за овие 312 купно кои што се живеат со вирусот на ХИВ и за превентивни активности според вас како експерт? Дали овие средства ќе бидат доволни за покривање на сите пациенти? Во моментот не можеме да процениме, односно она што можеме да го процениме со валидни, со светски индикатори врз основа на кои се проценува развој на една епидемиска појава,
тоа е статистички предуслови со кои што се ова прави, ние секако дека мораме да ги оствариме овие цели. Но дали тоа ќе бидат доволни, све ќе зависи со каква епидемија ќе се сретнеме во 2017 година. Ако сите овие мерки кои што овде се применуваат на доволно високо ниво, онака како досега се спроведувале, не гледам причина зашто не би и понатака се спроведувале на вакво ниво као и досега. Во таква една ситуација сметам дека сосема сигурно ќе одговориме на овие предизвици кои што се пред нас поставени за сузбивање на ХИВ инфекцијата и во Република Македонија со дополнително навлегување во оние целни групи кои што овде може да бидат предмет на лекување. Но она што сегашниве проценки укажуваат тоа е дека количините на лекови, типот на лекови кои што се потребни, секако дека би биле оптимални за покривање на оние лица кои што се затекнати и оние ново регистрирани кои што очекуваме во текот на 2017 година.